Bottom of the garden, among the birds and the bees, a little lot of little people, they call the Partington Bees. There's creepy black-eyed being lovely, keep it a secret now, please. There's zippy, happy, and the sweet bees, and all the Partington Bees, the Partington Bees. Веселите грашковци. Браво, Буцко. Буцко се разбуди рано, како и обично, и ја испружи раката. Го зеде своето утринско колаче и го изеде. Ням, ням. Сега беше време за појадок. И тргна завесите, но надвор наместо сонце беше темно. А тогаш однадвор се слушна некаква врева. Вратата му беше блокирана од нешто, но тој успеа некако да се протне. Сите грашковци беа насобрани околу едно джиновско јајце. Љубопитко го испита случајот. Судејќи по се, ова дефинитивно мора да е јајце. Кој знае што има внатре, праша Веселко. Јас знам што има внатре, рече Буцко, гладен како и обично. Омлет. Нема шанса, рече Ќелавко. Тоа е јајце од некоја птица и внатре може да има пиле. Ако е така, мора да му помогнеме да се испили. Знам, рече Цепко. Хајде да направиме гнездо за јајцето. Додека другите почнаа да работат, Буцко себично побегна за да појадува. Сите грашковци помагаа во градењето и набрзо гнездото беше готово. Кога се беше готово, Сонја постави еден убав плетен украс на врвот на јајцето. Во тој момент дојде Буцко. А може ли да ви помогнам нешто? Имам уште 5 минути пред да пијам чај. Можеш, Итро, одговори Ќелавко. Бидејќи ништо друго не правеше, седни на јајцето за да го загреваш. Но, јас ќе умрам од жед ако не се напијам чај. Грашковците беа упорни, но Буцко мораше да се качи со скали и да седне врз јајцето. Имам вртоглавица. Но тие не му дозволија да слезе и си отидоа на чај. Кога се стемни, Буцко почна да се тресе од студ. Осветлен од месечината, тој изгледаше како големо јајце ставено на врвот на друго јајце. Цело време во мислите му доаѓаа само јајца, омлети, кајгани, јајца на око, варени јајца. Кога осамна, веќе не можеше да издржи. Го напушти своето стражарско место и отиде да го опустоши фрижидерот. На враќање, тој слушна силен тресок. Пилето се испилило и сега сакаше да се послужи со сендвичот на Буцко. Но Буцко решително му го грабна сендвичот. Кога ја отвори устата да загризе, пилето го изговори најважниот збор во речникот на Буцко. Јадење! И тогаш, иако беше гладен, Буцко направи нешто што никогаш порано не го направил. Го подари својот сендвич. Се слушна гласно одобрување. Буцко не забележа дека во меѓувреме дошле и другите грашковци. Браво! Браво, Буцко! Сите гласно извикаа. Буцко многу се гордееше со својата постапка, кога се појави мајката на пилето и го праша: како да ви се одолжам на сите, особено на Буцко? Тој беше толку внимателен. Буцко срамежливо рече: јас би сакал да му одберам име на пилето. Прекрасна идеја, одговори таа. Како би сакал да се вика? Омлет, одговори Буцко. Мајката се согласи. Ворхед. Името ќе му биде Омлет. Пред да си одат, Буцко се сврте кон Веселко и му рече: ете, гледаш? Нели ти реков дека во јајцето се наоѓа омлет? Among the birds and the bees, a little lot of little people, they call the Partington Bees. There's creepy black-eyed being lovely, keep it a secret now, please.